Струмичани ја поддржуваат акцијата за заловување на кучињата скитници. Велат дека повеќе од потребно беше да се реализира ваквата активност, бидејќи тие постојано шетаат по улиците, па граѓаните мака мачат да поминат или да влезат во некој маркет. Најризично според нив е наутро и навечер, кога и најмногу се собираат кучињата пред зградите или околу контејнерите. Бездомните кучиња царуваат во целиот простор, а граѓаните се најзагрижени за жените и децата. Тоа треба отхитно да преземат мерки. Затоа што и кај селата ние веќе имаме ги тие проблеми. Руралните општини што се. Има ги такви работи кои што дете апнато, невакцинирано, последици останат големи и затоа треба подхитно, значи да се преземат мерки за тие скитници. Дале ќе ги сместуваат во тие посебни нивни кафези, како вика тамо, или ќе се вакцинират па во тие посебни базени, ќе ги горат, како ги прават тоа. Тоа е нивно. Треба да се вакцинират, значи треба да се заштитиме од нив. Има многу крлежи и така. Представат опасност и за по-млада генерација, посебно за жени, се валиват на работа. По центарот ги има доста. Треба некој да се елиминира тоа. Сметате ли дека еве надлежните можат да го решат проблемот со нив? Па, ако се зафатат, би требало да можат, меѓутоа треба да се зафатат некој со таа работа и тоа треба да се реши. Од денес локалната самоуправа и официјално почнува да го решава проблемот со бездомните кучиња. Граѓаните, посебно сопствениците, чии кучиња не се обележани, односно не се соодветно згрижени, потребно е истите да ги згрижат или соодветно да ги обележат. Во спротивно, ниту општината, ниту извршителот на активноста нема да одговараат, доколку се случи заловување на ваквите кучиња и сите трошоци кои ќе бидат направени ќе ги сносат сопствениците. Кучињата скитници може да се пријават и преку општинската служба Систем 48 или на бесплатната телефонска линија 0800 148 48.